Во беда, животот вака го поминува Трајанчо Јорданов од Кочанското село Бели. Овие му влосани ѕидови, подкопани од пот, таванот од каде што може да се види небото и секој момент може да се сруши, е дом на овој 54 годишен маж. 13 години живее без струја и вода. Во куќата има 2 соби и ходник. 15 квадратната соба во која живее му се, и спална, и кујна и трепезарија. Другиот дел од куќата речи си е руиниран. Многу лошо живеам. Куќата ќе падне, спрема си и така, многу лошо. Струја, вода имаш ли? Немам ништо. 13 години без струја седам. А вода исто 13 години. Те така работам, дават ми малку социјално како да се хранам. Друго немам помош ништо. Преживува од скромната социјална помош под 4000 денари. Не е користик на народната кујна. Во селото не носат, а поради својот инвалидитет не може секој ден да оди во Кочани. Напрасти може да се пребројат ноќите кога си легнува сит. Како да дојде до корка леп е мислата со која се буди секое утро. Но старите не за џабе рекле. Бог зема, но и дава. Новој кутар човек му дал добри соседи кои често му помагаат. Прво ја како жител на село Бели, кога видам него, јас сам се засрамам, сам се мразам себе, кога видам дека брка по контингерите. Застанам, дадам му да си купи леп, ама тај леп за еден ден. Повеќе нема. Тоа е, значи, он седе тука додека може да седе, ако му донесе некој, ќе јапне, ако не му донесе, глад не се трпе, по 3 сата оде за Кочани. Он е инвалид, не може да оде. Пешки по 3 сата оде до Кочани, за да најде парче леп. Дали ќе му дадат некој од некој бурек джилница, дали некој ќе му даде 50 динара да си купи нешто, така го преживее дено. Ако закасна да не може да си дојде до селото, нози го болат, по улиците смее. Значи, него секаде можете да го сретнете, освен во некој топол дом. До куќарчето кое на прв поглед изгледа како одамна да е напуштено, тешко се стигнува. Земениот пат покриен со карпи се мачни за секого, а уште помачни и за човек со бастун. Студот му е секојдневие, а со партали колку толку успеал да го намали провевот во куќарчето. Пред некое време му се запалил кровот, па сега не може да се стопли со старото рагјосано ќумбе. Ако не смеам да запалам огино, ќе подпалам куќата ќе. Тоа е пред 100 години ќе се подпале, мани друго ќе изгорам комшиите. Тоа е. И така. Сега на оваа сезона без огин нема, не може никој да обстане, ама ја обстанувам. Има 12 години работен стаж. Откако останал без работа, освен со социјалната помош, месецот го крпел цепејки дрва или аргатувајки по нивите. Но сега поради болки во колковите не може да работи. Долго време не бил на лекар и одамна не ги пие лековите. Вели сите се на приватно. Би сакал да си го докупи стажот. За него тоа е единствен начин да си обезбеди мирна старост. И сега до пензијски стаж ми фалат 3 години. И нема кај не можам, не сум моќен да работам. Да си ги откупам и тоа е. Не можам, не сум моќен да работам веќе. Нозите ме болат. Неговата скромност не му дозволува да побара помош, но затоа пак овде се соседите, кои повеќе не можејќи да ја гледат агонијата низ која поминува нивниот сосед, решија да упатат јавен апел до сите хуманитарци, да помогнат со храна, огрев, облека и пари. Веруваат дека има компании кои може да донираат средства за градежен материјал, а за работна рака тие се овде. Една соба да му се скове, доста му е, не му треба повеќе на него. Да има топол дом и храна. Ово е мизерно што го гледаме. Ушто ќе седе? Значи нема дека. Пред 2 вечера. Ние ја гасиме. Имаше пожар, така ли? Да. Значи, изгасиме, умедоме. Не може да го пробудиш. Нема никаде. Нема никој ништо да му помогне. Тешко ли да го гледате соседот да живее во вакви услови? А били како не е тешко, било кој да е, сега му е криво, сега му е тешко, така, а како му сео, ама во, значи нема си држава, него некој е спомогне да го дотерне некоја работа што може да искочи на крај. Да го во снима, теста нека искочи кров, нека го снима горе кровчето горе, например, дека седе. Желбите на Трајанчо се скромни.
За него доволно е само топол дом, кревет и леп. Сега на потек сме сите ние. Само со хуманост и несебичност ќе успееме да му го промениме животот на Трајанчо Јорданов од село Бели. Доколку останеме глуви на неговиот крик, ќе го осудиме на глад и беда.